Вкупно 53 милиони денари ќе намени општина Кочани за реконструкција и модернизација на јавното осветлување во градот и на селото Ризари. Тоа досега е највисоката сума што локалната власт ќе ја потроши за тековно одржување и набавка на потребната опрема за постојните светлински места, но и за набавка на нови, посовремени светилки. Со инвестицијата, сегашните живини светилки на столбовите ќе се заменат со современо така наречено Solid State Light осветлување, односно LED светилки. Тие треба да овозможат поголема енергетска ефикасност, односно заштеда на електрична енергија што ќе изнесува околу 75% во однос на сегашната потрошувачка. Во градот и другите населени места има околу 3200 светлички места, од кои најголемиот дел се со класични светилки, кои просечно годишно трошат над 220.000 евра. Тендерот за избор на фирма која ќе го врши одржувањето, реконструкцијата и модернизацијата на јавното осветлување заврши пред 2 дена. Во него детално беа опишани местата каде ќе се врши замената, а нагласена е и обврската на изведувачот да ја одржува опремата во договорениот период. Избраниот најповолен понудувач по потпишувањето на договорот ќе има обврска да испорача вкупно 2795 нови LED светлински арматури, кои ќе треба да ги монтира, поврзе и инсталира на постоечките столбови. Според условите во тендерската документација, ангажираната електрична снага по замената на светилките не треба да биде поголема од 177 киловати, што во однос на сегашната потрошувачка од над 467 киловати треба да обезбеди скоро 3 пати поголема заштеда на електрична енергија. Со програмата за јавно осветлување за оваа година се очекува од таксата што ја плаќаат граѓаните и претпријатијата да се соберат 22 милиони и 500 илјади денари.